Да ме прекинете ако претерам, ќе се обидам да бидам покуса. Значи првиот заклучок ми е дека сепак се врти нешто. Зошто сепак се врти кога е Државната комисија за спречување на корупција во прашање? Мислам дека тоа е врзано за изборот. И затоа честопати велам дека ако имаме поинаков избор, од комисија во хетероген состав, со интервју, со јавност, мислам дека ќе дојдеме и до вистински состав, па и до работа. Не можам да не кажам дека ако извештајов е примен на 31.3, а згора зборуваме за наша стратегија, дека многу порано требало да се најде на дневен ред. Знам дека не зависи тоа само од председателката, зошто порано на дневен ред, зошто е наша стратегија исто така, но и зошто кога велам дека нешто се врти, мислам и на извештајот на Европската комисија. Во него Државната комисија за спречување на корупција е светла точка и на неколку места, нема да ги набројувам, иако ги селектирав, се потенцира активноста на комисијата и се охрабрува. Значи, ако извештајот на Европската комисија беше во ноември 2022 година го разгледувавме, го добивме во октомври, а овој извештај на 31.3, требаше подготвено да го дочекаме извештајот и можевме дури и кога дискутиравме за него да кажеме дека еве добивме еден инспиративен извештај кој што е шокантен, морам да кажам за мене, и тој бара од нас активност. Ама, ако имаме надзорна функција, а освен Снежана, не гледам друг човек овде, а ние, Бога ми, сме во наброените не на светлата страна, туку во неактивните како собрание, тогаш јасно е дека се само откажуваме од контролната функција. Тоа мене многу ме загрежува. Значи, еме постфестум расправата, тогаш е евоцирање на спомени, ако сакате, или враќање назад, така што многу од роковите, како што кажа председателката на комисијата, веќе се надминати. Јас реков дека ќе почнам шокантно. Значи, прво, факт е дека сево ова овде покажува дека ние живееме во еден така наречен министерски или, ако сакате, премиерски политички систем, воспоставен во една етнопартиска држава, што има карактер на авторитаризам и клептократија. Доказ, видете ги премиерот и оние околу него, качени на фотоволтаик, не баре е Пегас, конјот, ама за жал, мислам дека тоа зборува не за Пегас беше, на Пегас се качи јазвон, ама овде, значи, не е така. Нешто се случува многу лошо. Реков дека нема да ги цитирам убавите заклучоци од извештајот што се однесуваат на комисијата, меѓутоа, таму меѓу останатото се вели дека Европската Унија изразува загриженост за значителниот број предмети за судир на интереси и тоа е нешто што треба да не загрижи, понатаму необјавување на имотната состојба, особено на носители на највисоки извршни функции, што говори за отсуство на свест за противправност, но зборува и за нешто што јас подосна ќе го окарактеризирам како една плодна почва, да не речам рај за противправност, а каде што има рај за противправност, има плодна почва и за криминогеност и отсуство на правна држава.
Дебатите, да, се многу потребни, меѓутоа факт е дека од ова што го читам јас, можам да заклучам дека зборовите летаат фама волант, значи меѓутоа од бројот на мерките, кој воопшто не соодветствува на бројот на проблемите, јасно е дека нешто сериозно треба да се случи во оваа држава. Еве, јас само, значи, накусо, бидејќи колегата многу области посочи, јас само сакам да издвојам нешто што мене ме шокира. Иако реков дека сум свесна дека влегов во шок коридор. Нема бројките, но прво во извршното резиме, кај проблемите, она што е шокантно е што најмногу проблеми се нотирани во образованието. Уништете го образовниот систем, ако сакате да уништите една држава. Заборавете дека е тоа најдобрата инвестиција. Фрлајте пари во бунар, во многу универзитети, во многу факултети, апсолутно како со парите. Колку повеќе ги има, толку повеќе им паѓа вредноста. Инфлација има тешка. Сите во оваа држава се доктори, професори, меѓутоа апсолутно за титулите нешто и стручност и компетентност. Понатаму, оние кои треба да се најодговорни, органите за спроведување на законот, па политички систем, земјоделство и здравство. И јас ја делам дилемата на мојот колега, зашто за мене, дека најмалку детектирани проблеми има во труд и социјална политика, во држава која само по устав е социјална држава, иначе е држава на социјални случаи, во урбанизам и просторно планирање, сива зона, зона на самракот, само да фрлиме поглед од спротива, не знаев дека е целиот простор до железничката станица бетонизиран. Значи, тамо има планина, тамо има кинески ѕид. А секогаш не учеле најдобрите архитекти, па и Кензо Танге, дека не треба да се градат згради паралелни на Водно и на Скопска Црнагора, туку спротивно, да има струјење на воздухот, зашто иначе ќе се задушиме. И затоа веќе влеговме ние во врвот на најзагадените градови. Зошто? Зашто тамо се парите. Во урбанизмот се парите, тамо се перат огромни пари и друго што веќе пишуваат за нас, ние се моловизираме. Никаде моловите не се во центарот на градот, само кај нас надвор се. Зошто? Заради парите. Значи, апсолутно не одговара на една логика правна, дека во овие области нема проблеми. Напротив, опасна состојбата е тамо, горлива состојбата е, и ни волшебници не можат, питија да сум, било кој да е, градоначалник или што, не може да се справи со загрозената животна средина во услови на надпревар со бетонизација, каде што има огромни пари. Каде што велите за активностите по години, исто така е шокантно. Најмногу активности, значи кога е формирана антикорупцијската комисија, и човек кога гледа сега овде, наназад, гледа дека во 2021 111 активности, 58%, и сега 2022 36%, 69 активности, 2023 9 активности се очекуваат. Па тоа води кон парализа. Тоа е нешто што е невозможно за да се справите вие со корупцијата и криминалот, значи паѓа активностите. И прашањето е што ќе прави антикорупцијска комисија ако и понатамо се соочи со ваква реалност. Што заклучувам јас од овде? Заклучувам, веќе реков, фама волант. Си изјавуваат што сакаат, ќе напишат, значи, какви проблеми имаат, какви активности планираат, меѓутоа, во меѓувреме не се случува ништо. Значи, не се води така наречена рационална политика или политики. Туку се практикува политиката како
борба за освојување на власта, или ако сакате, политиката како надпревар да се доближите, што би рекол еден мој колега Дейвид Истон, до вредностите кои се ограничени, а кога се ограничени вредностите, ако сте поблиску, полесно ќе посегнете по нив. Значи, политиката како распоред, ако сакате, како битка за вредности. Тоа е она што ни се случува нас. Кога зборувате за повторно, значи, просто кога ги гледам активностите, што се предвидени, гледам дека воопшто не соодветствуваат на проблемите. Треба да има логика. Ако имате многу проблеми, треба да имате и многу активности за да ги намалите проблемите. Кај нас не е така. Шокантен е процентот на реализација, односно на нереализација на активностите. Замислите, 63% се нереализирани, реализирани 12, а во тек 25, и ова во тек е под прашалник. Зошто? Бидејќи ако дел од проектите требало да завршат во 2022 година, а сега сме во предвечерието на 2023 година, нема шанси за тоа. Тоа нас не прави неотпорни, неимуни на корупција и криминал, и ако сакате, не прави зависници или пациенти, како што во извештаите пишува, западно-балкански пациенти, така вика еден мој колега, клинички случај, односно Ахилова петица, на која што и треба многу помош. Дека сум во право, зборуваат претходните извештаи, дека нас ни се заканува на енормна мрежа на органи и организации, кои најчесто се двајца, тројца, а имаат огромни средства, неевидентирани дури имаме органи и организации во законите, нам ни се заканува, значи имате енормно димензионирана мрежа, меѓутоа таа е нефункционална и не ги завршува работите. Заклучокот кој ми е? Дека треба да се преиспита и подитно треба прво да укинеме едно чудо органи, да ги рационализираме. Одма ми паѓа на памет, вчера сум се изнаплакала слушајќи за проблемите на луѓето со, особено млади, на луѓето со цистична фиброза, значи неверојатно нешто. Па видете, уште утре може да се укинат економските директори во сите, во здравството, апсолутно партиски вработувања и да најдеме средства. Не може во целиот регион да бидат лековите на позитивна листа, а не овде. Дури сакав да им предложам на жените, не знам што да правиме. Ние пратеничките да се кренеме, бидејќи да се солидаризираме со мајките и со овие млади суштества. И тие имаат право на иднина. Она што исто така ме шокира, морам да кажам, е така нареченото Министерство за, значи, информации и јавна администрација. По дефиниција, по име, тоа треба да биде најактивното, најодговорното, меѓутоа, пазете, Министерствово измислило балансер. Абре, луѓе, се балансираат гуми, се балансираат односи. Како може да се сериозно зборувам? То се измислени некои изуми кои никаде не врват, а особено не во Европа. Значи, треба да има најмногу активности по природата на нештата, меѓутоа, овде е најнеактивно. Кој е лекот преиспитување? Јас секогаш велам дека на оваа држава денеска да укинете половина од министерствата нема да сгрешите.
To nije, ako može Švajcarija da живее со 7 министерства, пристојно, зашто ние, знам ни се потребни 22 министерства. Кога реков дека сум самокритична, мислам на она дека меѓу 7 величествени по неажурно сме и ние. Еве ви ја сликата. Не знам, или навистина веруваат како децата во Дедо Мраз и во Баба Мразици, или пак, не знам, ние, значи, не сакаме да бидеме контролори. Се само откажуваме. Што друго јас од ова само накусо ќе потенцирам? Мислам дека, кога набројувате врз основа на анализите, на податоците и така натамо, кога ги детектирате ризиците од корупција по сектори, дека тоа е добро направено. И се повторува. Ако се повторуваат истите области, значи проблемот е системски. Не е проблемот адхок. Не е нешто што сега се појавило како резултат, како што некој сака да прикаже на светската криза, на ковид кризата и така натамо. Не, вградено е. Системски проблем, само системски може да се реши. Јавни набавки, инспекцијски надзор. Пена ни фати устата барајки повеќе инспектори, повеќе средства, тамо контрола во јавните набавки ги нема. Тамо се печали. Вработувањата во јавниот сектор. Да, видите, ние сигурно не сме смесни или знаеме дека фирмата што најдобро работи, ама е најслаб предприемач, се вика држава и министерствата. Ако можеше една Британија с 50.000 луѓе вработени да се откаже во администрацијата, пазете, во земјата со бели крагни, каде што со Оксфорд и Кембридж се влегува во администрацијата, не знам ние зошто не би го преиспитале овој систем. Ризикот, решенија, лиценци, дозволи, да, тамо е дискреционото постапување и зависи од тоа кој каде седи, а не кој каква диплома има. Значи, грантови, субвенции, државна помош, секој ден сме сведоци и никако нема тука реформи. Да се вратам на извештајот на Европската комисија. Законот за одговорност, за статусот на носителите на највисоките функции, на раководните позиции е многу важен. И постојано си го повторувам. Случајот, за жал случај, остана, а не стана предупредување Пауновски. Сетете се. Колку луѓе откажале да работат нешто без да имаат можност да работат со стручен и компетитивен тим. Дали вие би прифатиле да работите ако тимот ви го избере некој друг, ама не како што вас ве избра врз стручност и компетентност, туку врз меѓупартиски договор. Значи, вашата диагноза овде е добра диагноза. Меѓутоа, нема лекари. Не само што нема лекари, туку нема ни лек, или па лекот, кога е најнужен, го нема на позитивната листа. Со право овде вие констатирате дека расте бројот на дивоградбите со што се загрозува јавниот интерес, слична е состојбата со животната средина, голем простор за дискреција и злоупотреба. Да признам, не сум знаела дека немаме регистар во државното правобранителство на државниот и на локалниот имот. Па погодете зошто. Сега јас една информација за граѓаните. Државниот правобранител, Attorney General, во Британија, по статус е член на владата во поширока смисла. Значи, тој е најзаинтересиран за секоја педа земја што е државна, исто така и за
секој имот без оглед на вредноста. Оти тоа е нешто што мора да остане, со него мора да се управува како добар домаќин, бидејќи никој нема право на тоа. Ама, ве молам кога ќе одите на водно, од десната страна кај Пантелеймон, фрлете поглед на просторот од спротива чешмата. Никнува нов град. Па како може, кога тамо не смее да се гради, преку ноќ да никнува Беверли Хилс? Тоа е од тие ликови на кои им е поважно во палати да живеат и да одат во прескапи хотели, па згора и замислете, и доблес немаат, па дури тоа го презентираат за да ги видат. Тоа е веќе сериозен проблем. Затоа реков клептократска, од клептократија патиме. Препораките кои ги посочувате овде, исто така ми се многу блиски и убаво вели председателката дека час поскоро ние во надзорната расправа треба силно да ги афирмираме и реафирмираме, ама тука, ако сме ние во анабиоза, состојба, така сме ние во статус кво, во не знам, како ќе ги интензивираме активностите, пишува, на собранието за поголема отчетност, одговорност, транспарентност на јавните функции и слично, ако и самите овде не бараме избор, како што го направивме, го направија за вас. Значи, сите избори овде треба на таков начин да се одвиваат. Понатаму, да, поддржувам формирање на специализирано оделение, сум ве слушала за тоа, бидејќи кога ќе седат експерти во таа област, во рамките на оделението за реализација на стратегијата и така натаму, ние ќе добиваме, што вели председателката, редовно извештаи, препораки и така натаму. Иначе овој синдром овде не постои само кај една комисија, бидејќи таа многу брзо ги решава проблемите, а се вика комисија Кобожем за европски прашања. Проблемите ги наброја мојот колега, јас само неколку акценти. Кај што велите, првата област јавни набавки. Значи, од што е заразена оваа област? Од партизација, од политизација од една страна, а од друга страна тоа, најдобрите, најумните и најквалификуваните ги турка во екзодус. Како очекувате реформа, или како ќе очекуваме реформа, од луѓе кои не сонувале дека се наоѓаат на определени позиции? Ако вистинските луѓе се тамо, тие ќе сакаат да направат вистински реформи. Значи, нам ни треба конкурс и строги критериуми. Не одам по областите, меѓутоа, укажувам дека во многу делови, туку ќе ги видите, кај вработувањата, јасно е, ако ние немаме конкурс, ако немаме транспарентност, ако немаме стручност и компетентност, тогаш ќе ја имаме оваа слика. Ќе се зголемува бројот на вработените, но нема да има работа, бидејќи имате персони, имате луѓе, меѓутоа не работат. Кај најголемиот дел, значи, зборувам, од детектираните сектори, каде што има проблеми, ќе изберам еден покрај Министерството за информатика и јавна администрација. Политички систем. Ова е овде Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците. Не помнам да сме добиле ние од ова министерство некаков предлог, закон, некаков акт, така што навистина не ми е јасно што се случува во тој дворец. Понатаму имаме заменик премиерка за добро владење. Добро владење е еден синоним за демократски политички систем.
Кај што се од почитување на човекови права, па до одговорност и до инклузивност во процесот на одлучувањето. Значи, го нема. Затоа треба да го преиспитаме и овој систем. Што сакав друго? Значи, реков за роковите дека се одамна истечени. Сакав уште нешто, имав издвоено како најважно. Значи, кај доспеаните рокови, да ви кажам, сите рокови не само што не се доспеани, туку се истечени и тоа ние ќе го реафирмираме. Само сакам во заклучокот да кажам, она што најмногу мене ме боли, кај образованието. Значи, ние имаме масовен избор, реизбор, и тоа од, пазете, одбор за акредитација на факултети и на луѓе кои апсолутно не се компетитивни во таа област. Што може да ни помогне? Може би некој странски одбор, меѓународен одбор за акредитација, кој нема да ги познава ликовите во образованието и на вистина ќе предложи некои мерки. Последната реченица и готово. Вака велам јас. Тркалезни маси организиравте и предлагате. Ама, предпоставувам, знаат граѓаните од каде доаѓа тркалезна маса. Тркалезна маса е изум на еден почитуван англиски владетел, сер Артур, и на таа маса седеа не само благородници, туку и луѓе од знаење и храброст како сер Ланселот. Луѓе кои одговараат. За жал, ние немаме такви тркалезни маси и немаме многу Ланселоти, така што вие сте очекувале многу, меѓутоа ова покажува дека не сте можеле да добиете повеќе. Значи, заклучувам, не сме да дозволиме, уште 2 години ни остануваат, Македонија да биде ветена земја за судир на интереси, за криминал и корупција. Напротив, треба да бараме да биде пристојно место за живење. А такво може да биде само ако час поскоро сите ние се зафатиме со своја битка и со колективна битка, без оглед на партиската припадност, без оглед дали сме во власт или опозиција, без оглед на етничка и верска припадност, со чудовиштето наречено корупција и криминал. Благодарам.